Почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Карпуш, денес сме пред општината Карпуш за да присуствуваме на презентација на предлог ДУП-от за реонот на Борис Трајковски. Со овој ДУП се предвидува улица која ќе ги уништи тениските терени и картинг центарот. Општината Карпуш во век на одмори, среде август и пред избори закажува јавна презентација и јавен увид, мислејќи дека со тоа ќе помине незабележено и дека граѓаните на општина Карпуш ќе го испуштат овој момент за да може да реагираат. Дека на мала врата ќе успеат да пробуткат една бетонизација на Борис Трајковски. Но ние сме денеска тука за да го спречиме сето тоа. Загрижени се граѓаните, а ние мораме како општествено одговорни јасно и гласно да кажеме дека нашиот став е против овој ДУП. Сакаме да ни се објасни зошто и зашто се менува ДУП-от. Ваков ДУП не сме да се донесе за Карпуш. Планот да се срушат сите тениски терени, картинг центарот и терасата на базенот да се добие прометна улица која ќе води до огромни бетонски згради е недопустливо. Со оваа улица ќе се уништат повеќе од 10.000 метри квадратни корисна површина. Регулацијскиот пак план ќе донесе бетонска тврдина наместо веќе постоечките објекти за спорт и рекреација. Заради олигархијата и нивните бизнис интереси, Петри Шилегов со помош на Стефан Богоев сака да го уништат најголемиот спортски храм во Македонија. Преку 500 дечиња ќе остават без можност за спорт и рекреација, а исто така и нивните тренери ќе ги изгубат работните места и екзистенција. Ние од Карпуш ќе останеме без најубавите спортски спомени. Почитувани граѓани, повикуваме општината да го повлече овој ДУП и да размисли за нови паркови и зелени површини околу спортскиот центар Борис Трајковски. Даваме шанса уште еднаш пред да биде готово. Во октомври, на престојните избори, имаме шанса да ги казниме овие бетонски политики, а потоа да бареме одговорност, како од Петри Шилегов, така и од Стефан Богоев. Долго живеам во општината Карпуш и пред 20 години кога ќе отворев мојот прозорец, ја гледав водно шумата зелена. Сега кога ќе отворам мојот прозорец, гледам дека половина од водно е веќе урбанизирано и бетонизирано. Ако продолжиме со оваква бетонизација, се плашам дека за 10 до 15 години не ќе можеме да го видиме ни крстот на водно. Затоа стоп за бетонизација, предност даваме на екологски проекти, а градоначалникот треба да се бави со екологија и реализација на многу други потешки проблеми на граѓаните на општина Карпуш. Бетонизацијата е завршена работа и нешто што треба да биде миното за секоја општина. Благодарам.